Албанскиот премиер Еди Рама изјави дека сумата, што ја надминува вкупната проценка за штетите, е надвор од неговите најлуди фантазии, со оглед на тоа дека на донаторската конференција заложбите беа околу 400 милиони евра. Парите кои главно доаѓаат од европските држави, како и од Турција и Обединетите арапски емирати, како и од меѓународните финансиски институции, ќе помогнат за надминување на последиците од земјотресот со сила од 6,4 степени, што се случи во ноември, при што загинаа над 50 луѓе, а околу 17.000 останаа без домови. Главната причина поради која земјотресот предизвика толку многу штети, велат експертите, била нелегалната градба, но и корупцијата. Затоа Рама изјави дека ќе стори се за да обезбеди дека сите пари на европските даночни обврзници ќе бидат добро потрошени. Пред конференцијата албанските очекувања беа намалени од, како што рече Рама, политичкиот земјотрес во октомври, кога 3 држави ги блокираат Тирана и Скопје да ги започнат преговорите за членство. It's also a fantastic moment for everyone to understand that the European Union can get on our nerves, but it's one of the kind and is the most incredibly visionary and beautiful project mankind has imagined to bring people together and to make politics a force for good. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен пак изјави дека Европа е тука кога е најважно. Albania is not alone. We will accompany Albania throughout the recovery phase. Таа искористи можноста да повтори дека е крајно време Унијата да ги почне преговорите со Северна Македонија и Албанија. In my view, it is high time that we start accession talks with North Macedonia and Albania. We asked a lot of them. They kept to their promises. They did all the things we asked them to fulfill, which was quite a journey to go. So I think now it's on our side to be reliable and to work for the common goal. Thank you.